Читување. СЈО прави политичка хајка насочена кон ВМРО ДПМН. Слабењето на ВМРО ДПМН е со намера да се ослаби државата. СЈО не само што слепо ги извршува политичките нарачки на Зоран Заев, туку почна и да се однесува како него. Ниту ги интересираат, ниту ги почитуваат законите. СЈО се формираше со закон поддржан од 4 најголеми политички партии. Имаа рок од 18 месеци за да отворат истраги и да финишираат со обвиненија. Тој рок истече на 30 јуни. Секој дејствие кое СЈО во оваа насока би го превзело натаму е тешка повреда на законот. СЈО има обврска да го почитува законот и да ги уништи незаконските материјали. Доколку СЈО не постапи согласно закон и не ги уништи во соодветна постапка незаконските прислушкувани материјали, сноси сериозна одговорност и ги зголемува ризиците за натамошни уцени и политички притисоци врз сите оние кои биле цел на Верушевски, Заев и останатите обвинети од пуч. Дека СЈО настапува исклучително политички и во координација со СДС, најдобро говори фактот што во нивните монтирани случаи се опфатени стотина лица на партијата, само од ВМРО ДПМН. Намерата е партијата политички да се оцрни и меѓународно да се изолира. Заради тоа без никаква основа се одземени пасошите на 40 на луѓе само од ВМРО ДПМН и никој друг. Еден од случаите каде се прави политичка хајка е и траекторија, односно изградба на автопатиштата. Овој случај, кој е типично политички со цел манипулација и девалвирање на проект кој е капитален за Република Македонија. СДС е единствената политичка партија во светот која е насочена кон кочење, манипулација и вулгаризирање на капитални проекти во државата. Што се однесува случајот за изградба на автопатиштата, се работи за постапка која е чисто законска и обавена низ транспарентна процедура. Со цел да се заштеди, се обезбеди ефтин кредит од кинеската влада само со 2% камата. За споредба, другите банки дава над 8% камата. Меѓу другото, целокупната постапка се спроведе врз основа на законот донесен во собранието, кој го поддржа и СДС и ДУИ. Се обезбеди и конкуренција, при што меѓусебно се надаваат две кинески фирми за градба на патиштата, со што цената за изведбата е и законска и се оствари дополнителна заштета за државата. Делото за кое се обвинува Груевски е смешно и парадоксално. Тоа е остварување на награда. Да биде апсурдот поголем, СЈО СДС таа награда не ја гледа во форма на подкуп, како што преку манипулација на одредени медиуми се сака да се стекне впечаток, туку во форма на изразен рейтинг поради реализација на овој проект корисен за сите граѓани. Ова е правен апсурд и од ова ќе се изучува за класична политичка монтажа и инквизиција од орган кој наместо правно да делува како политичка алатка. Како што минува времето, така на површина се повеќе ќе излегува непрофесионалното, незаконско и необјективно постапување на СЈО. Од ден на ден се гледа дека СЈО не му биле важни ниту правдата, ниту вистината. На Катица Јанева и било важно само да ги исполни наредбите на Зоран Заев, кој на митинзи пред една година најавуваше дека обвиненија ќе имало и притвори ќе имало. Судовите мора да го задржат својот интегритет, да работат исклучиво врз основа на закон и докази и да не подлегнат на вакви политички притисоци. Благодарам.